Реформа во образованието треба и е неопходна, зашто се работи за значајно прашање, основното образование, но без укинување предмети, особено не на историјата, сметаат членови на Оделението за општествени науки во МАНУ. Академиците денеска се сретнаа со министерката Царовска и дадоа редица сугестии за подобрување на концепцијата. Според академик Камбовски, во реформата треба да се најде листа на задолжителни предмети како историја, хемија и физика, но треба да се вклучат и други компоненти, како буџетски вложувања, подобрување на статусот на наставниците и едукација за новата филозофија на учење со која се стекнуваат знаења и способности за совладување проблеми. Укажавме на она што е средиште на овој материјал, а тоа е курикуларната реформа, т.е. реформата на наставниот план, после која треба да следи наставни програми и слично, со конкретни сугестии во однос на структурата на наставниот план, кој според нас треба да вклучи една листа на задолжителни предмети, меѓу кои треба да се најдат и историја, и физика, и хемија, оние кои сега се во тој материјал групирани како модули само на некој заеднички предмет општествени или природни науки. Според академик Таки Фити, најважно е да се промени пристапот на учење и реформата треба да почне со радикално преиспитување на наставните содржини и од нив да се исфрли се што е второстепено и несуштинско. Посочи и дека прашањето за интегрирање на предметите не е значајно и дека историјата треба да остане посебен предмет. Фити наведува дека треба да бидеме многу внимателни, особено кога станува збор за историјата. Мислиме дека треба да бидеме многу предпазливи, особено кога станува збор за историјата. Ние знаеме дека имаме проблеми со национална историја во мултиетничка земја, меѓутоа јас исто лично мислам дека може историјата да си остане како посебна наука. Министерката Царовска посредбата со академиците изјави дека нивните ставови треба да помогнат за, како што рече, некои елементи од реформата повторно да се разгледаат. Се гледа дека детално навлегле во содржината на концепцијата, но исто така направиле и одредени истражувања и за другите земји во регионот, но исто така и за развиените земји и укажуваат на одредени елементи кои што веројатно треба да ги реобмислиме или дообмислиме за да може да имаме квалитетна концепција која што ќе вроди со плод, а тоа е заеднички интерес на сите нас. Академиците посочија дека мислењата се слични, односно став на Оделението за општествени науки. За сега, МАНУ останува без официјален став во однос на предлог реформата на Министерството за образование и наука.